Почитувани гледачи, добро вечер и добро дојдовте во новото издание на ТВ Ординација. Мој вечерашен гостин, како што и сами забележувате, е доктор Петре Георгиев. Докторе, добро дојдовте во емисијата. Добро вечер и добро ве најдов и поздрав до сите гледачи на телевизија ВИС. Така. Вечерашнава емисија посветуваме со повод. Да. Сите знаеме дека срцевите болести, за жал, се уште го држат оној пиедестал на број по смртност кога станува збор за болести. Пак ќе кажем, за жал е така. Па еве и поводот, ќе ни кажете зошто сме вечерва во емисијата и ја посветуваме токму на срцевите заболувања. Да, ова вечер ја посветуваме, значи пред се на дијабетесот, бидејќи на 14 ноември Светската здравствена организација го означи како ден на дијабетесот, на лицата болни од дијабетес, се со цел да се зголеми вниманието и да се алармира јавноста за оваа болест која навистина е подмолна и доколку навреме не се открие и не се адекватно третира, може да има катастрофални последици по здравјето на луѓето. Инаку, чисто информативно за гледачите, дијабетесот е болест која што е стара колку што постојат и луѓето. Значи, некои податоци датираат уште од пред нашата ера дека имало пациенти и тогаш болни со дијабет. Тогаш, поради тоа што немала адекватна терапија, тие пациенти умирале многу рано. Како одминуваат годините, како животниот век на луѓето е поголем, така и бројката на дијабетичари рапидно расте. Можеме слободно да кажеме дека ова болест е веќе и епидемија на 21 век. Светската здравствена организација пресметала дека до 2030 година дијабетесот ќе биде прва причина за смртност кај луѓето. Значи, моментално боледуваат околу 500 милиони луѓе во светот, а оваа бројка за 5 до 10 години ќе биде рапидно зголемена. Секако и ние во Македонија не заостануваме за овие бројки. Значи, последната информација колку што има објавено Институтот за јавно здравје укажува дека во Македонија има некаде околу 120.000 болни од дијабет и уште една значителна бројка која што ја има болеста, меѓутоа се уште не е откриена. Со овие бројки само се укажува колку оваа болест е застапена меѓу популацијата и колку проблеми прави по здравјето на луѓето, за што ќе позборуваме во текот на оваа емисија. Така. Докторе, минатата година имавме навистина голем број на, како статистика гледано, од едно од здруженијата на дијабетичари во Струмица, еден број кој што навистина не е за занемарување, но имаме и број на деца кои што заболуваат од дијабетис. Имаме неколку вида на типови на дијабетис. Кој е она најчестиот кој што ги погодува децата? Значи, постојат два типа на дијабет. Тип 2 дијабет, кој што е најчести кај 90% од популацијата, значи, и тип 1 дијабет или инсулинско зависен дијабет, каде што со самата презентација единствена тераписка опција на овие пациенти име значи инсулинот. Може би порано, пред неколку децени, типот 1 дијабет беше специфичен и карактеристичен само за детската возраст. Меѓутоа, сега како одминува времето и како современиот начин на живот ги менува нашите животни навики, типот 2 дијабет кој што порано беше одлика на повозрастната популација, сега се почесто и почесто ја има и кај помладата популација, па дури и кај децата. Значи, од литературата можев да сретнам дека тип 2 дијабет веќе е дијагностициран и кај деца на 10 годишна возраст, што значи дека веќе немаме јасна граница меѓу типовите на дијабет, како што било тоа некогаш. Со еден збор, значи, секогаш треба навреме да се направат прегледи доколку веќе постојат некои одредени знаци кои што ќе ни укажат дека имаме нарушување на гликемијата во организмот. Така. Сакав емисијата почнем со срцевите заболувања. Еден од главните причинители за добивање на срцевите заболувања во целиот кардиоваскуларен систем е токму дијабетисот. И вие, кардиолозите, интернистите, општите лекари, сите превентивно делувате на полето токму од кардиоваскуларните заболувања и
редовните мерења и редовните контроли на шекерот. Така е. Бидејќи сакам малку збор-два и околу симптоматологијата, што е она кое што треба да не доведе до момент да размислуваме дека имаме покачени вредности. Најчесто, значи, во почетокот, ова болест почнува подмолно, значи не дава некаква одредена симптоматологија. Најголем дел од пациентите доаѓаат кај нас во амбулантите поради некоја друга причина, па кога ќе направиме некое лабораториско испитување, гледаме дека шеќерот во крвта им е покачен. Значи, тие не се ни свесни дека имат веќе дијабетес. Тоа е еден подолг временски период, значи, со таква состојба. Пациентите се подолг временски период со една таква состојба и се разбира, тука е таргетот, значи, да ги бидат овие пациенти откриени навреме. Се разбира дека доколку пациентот не дојде навреме на лекар и доколку почне комплетната презентација на клиничката слика на дијабетес, значи, пациентите чувствуваат пред се глад, жед, интензивно консумираат големи количини на вода, знаат пациентите да кажат дека и во средна ноќ ќе станат жедни и ќе испијат поголема количина на вода, чести уринарни инфекции, чести значи слабење, необјаснито интензивно слабење, заматен вид, вртоглавици, така едни генерални симптоми кои што со ништо не можеме да ги поврземе дека пациентите боледуваат од дијабет. И кога ќе се направи првата лабораториска анализа и кога ќе се види дека најчесто утринската гликемија е покачена, веќе станува јасно за што станува збор. Така, докторе, пред некој ден читав дека параметрите за нормални вредности за гликемијата во крвта се поместуваат. Што така тоа значи или се движиме повторно во она? Да, точно. Значи, според новите препораки на светските здруженија за дијабет, значи, утринската гликемија треба да биде под 5,6 милимоли на литар, значи се над таа граница, веќе од 5,6 до 6,1, 6,2 требаат овие пациенти да направат дополнителни испитувања за да потврдиме или исклучиме состојба на дијабетес или предијабетес. Значи, така за трудниците, да не поменам, значи за трудниците овие параметри се уште пониски, значи утринската гликемија треба да биде 5,2, бидејќи постои една форма, да напоменам за гледачите, која што се вика гестацијски дијабет. Оваа форма на дијабетес се јавува за време на бременоста, значи трае во текот на целата бременост и после завршениот пороѓај, значи ова состојба знае да се повлечи, пациентите да имаат нормална гликемија. Затоа и апелите наши и се разбира на гинеколозите се да се прават сите рутински прегледи за проверка на гликемијата во дијабетес. Тоа е за потврдување или исклучување на дијабетес, тоа се прави некаде во 28-та гестацијска недела. Така да, значи, Светската здравствена организација веќе границата за диагноза на дијабетес ја спушта значително пониско. Се разбира доколку се направат и дополнителните диагностички процедури, како што е оралниот гликоза толеранс тест. Тоа е едно испитување кога на пациентот му наложуваме да испие одредена количина вода со шеќер и го мериме нивото на шеќерот во крвта после 1 и после 2 часа. Доколку веќе после 2 часа нивото на гликемијата е над 9, тогаш веќе можеме со сигурност да кажеме дека пациентот има дијабетес и треба да се започне со соодветна терапија. Меѓутоа, постои и форма на предијабетес, кога имаме, значи, гранични вредности на утринска гликемија и постпрандијална гликемија или гликемија измерена после јадење, кај овие пациенти, значи, со правилна исхрана и со промена на начинот на живот, можеме значително да го одложиме времето на појава на дијабетесот. Така, докторе, може ли и вас за гледачите да разјасниме онаа диференцијација помеѓу двата типа на дијабетес? Да. Значи, да, постојат два типа на дијабет, како што кажав пред малку, тип 1 и тип 2. Пред малку кажав дека тип 1 е дијабетес кога единствена тераписка опција кај овие пациенти е само инсулинот. Изведнаш се започнува со инсулинска терапија. За разлика од тоа, кај тип 2 дијабетот, значи, овде можеме да се обидиме, значи, со лекови, со таблетарна терапија, да ја подобриме гликемијата во крвта.
значи кај овие пациенти како што кажав и пред малку, со правилен начин на исхрана и со променен животен стил, со соодветна терапија со таблети или со апчиња, можеме да го донесеме нивотот на шеќерот во крвта во една нормала. Меѓутоа, овој временски период, колку време ќе пијат апчиња, зависи и од самите пациенти, како и од состојбата на панкреасот, колку што може да произведе инсулин. Кај некои пациенти може и со години да терат со орална терапија, меѓутоа во еден момент, доколку веќе не се постигнува соодветна гликемиска регулација во крвта со таблетарна терапија, се поминува на инсулинска терапија. Морам да напоменам на гледачите, значи, што порано се започне со инсулинската терапија, толку подобро за самите пациенти, бидејќи инсулинот е тој кој што ги штити и крвните садови и ја регулира гликемијата во крвта. Така, кога неретко станува збор за недисциплинирани пациенти, така, за жал има и такви, има и такви, доаѓа до малку поголеми компликации. И пак ќе кажам за жал, она најчеста слика, гангрената. Да. Значи, доколку шеќерот во крвта не е регулиран кај диабетичарите, значи компликациите се наминовни. Значи, постојат, ние ги делиме на микро и макроваскуларни компликации. Со еден збор кажано, диабетесот ги оштетува крвните садови на срцето. Крвните садови во организмот. Ниеден крвен сад не е поштеден во организмот од нарушената гликемиска регулација. Значи, страдат најчесто кај пациентите очите, значи втора причина по слепило во светот е нерегулираниот шеќер. Исто така страдаат бубрезите. Трета причина за диализа кај пациентите, значи со диабет, кај пациентите кои што одат на диализа е диабетот. Да не заборавиме, значи дека една втора причина по смртност или по причина за инфаркт на срцето е нерегулираниот диабет. Како што спомнавте и вие, ампутацијата се доста чести кај диабетичарите. Нерегулираниот шеќер води кон запушување на крвните садови на нозете, кое за одреден временски период предизвикува и гангрена, доколку се разбира, тоа не е соодветно медицински решено. Така да, еден комплексна болест која ги зафаќа сите крвни садови, компликациите, како што пред малку кажав, се страшни доколку навреме не биде реагирано. Исто така, скоро еден податок излезе во литературата дека животниот век на луѓето со диабетес е намален за 10 до 15 години во однос на општата популација која не боледува од диабет. Така, докторе, ги спомнавме недисциплинираните пациенти, так, но овдека не се и оние кои што навистина водат грижа за сопственото здравје, па еве од различни причини стигнале и до диабетот, так, но меѓутоа диабетисот не значи сигурна смрт, луѓето живеат така, колку им е животниот век. Точно. И нормално функционираат. Како до нормално функционирање и до продолжување на животниот век без компликации, а при тоа да се биде диабетичар? Точно, значи веќе во нашите амбуланти имаме пациенти диабетичари со 30-35 годишен стаж, значи со диабетес, а меѓутоа немат развиено речиси никаква компликација. Тоа пред се должи на добрата гликемиска регулација и правилниот животен стил. Значи, што значи тоа? Пред се, нели, тука нема компромис со гликорегулацијата, мора шеќерот да биде перфектно регулиран. Што значи тоа? Тоа значи да просечниот шеќер за 3 месеци, тоа што ние го испитуваме како параметар HbA1c, да биде под 7%. Втора работа, значи пациентите морат да бидат доста физички активни, секојдневните пешачења од 3 до 4 километри, како влијаат врз намалување на шеќерот во крвта и го превенираат кардиоваскуларниот систем од инфаркти и мозочни удари. Потоа, внимавање на многу на исхраната, значи дебелината и неправилната исхрана и како ја влушуваат состојбата, па и со диабетот и хипертензија, тие сите болести се придружени заедно кај диабетичарите. Значи, исхраната е многу битна, да биде правилна, да биде навремена. Значи, ние им препорачуваме на сите наши пациенти кои што се со диабет, значи да имат 3 главни оброци и 2 ужини, со кои што, значи,
во тек на 24 часа пациентот ќе биде покриен со храна, меѓутоа вредностите на шеќерот да се движат во рамките на нормала. Секако тука станува збор и прекин на пушење, значи апсолутно кај диабетичарите забрането е пушењето, да биде регулирана хипертензијата, да бидат регулирани маснотиите во крвта. Ако овој спектар на симптоми биде регулиран, тогаш значително се намалува ризикот за инфаркт или било каква кардиоваскуларно заболување кај пациентите со диабетес. Така, еве, и не сакајки или сакајки, ја спомнавме превенцијата, што е она од која што пациентите треба да внимаваат. Би сакала само збор два околу оние како што ги велат добри и лоши шекери, добрите кои што може да ги конзумираат диабетичарите и оние лошите, односно белите шекери. За жал, значи, сите шекери го покачуваат шеќерот во крвта, гликемијата во крвта, значи и овошните шеќери што ги има во овошјето и овие рафинираните и нерафинираните шеќери ги качуваат значи го качуваат шеќерот во крвта. Но она што е важно, не е забрането значи да се земе било што сака пациентот кој боледува од диабет. Многу е битно правилно земање на одредена храна. Значи, најлоша комбинација која што ја прават поголем дел од нашите пациенти е комбинација на храна која што содржи јагли и хидрати. Еве, значи, ќе дадам еден пример само, значи, нашите пациенти знаат да кажат дека јадат леб со ориз. И двете намирници содржат поголема количина на јагли и хидрати, имат висок јаглено-хидратен индекс, така да во краток временски интервал пациентот внесува огромна количина на шеќери и затоа знаат да кажат дека после јадење шеќерот може да иде и од 15 до 20. Што сакам да кажам? Значи, многу е битна правилната исхрана кај овие пациенти. Да не се комбинира храна со која што содржи јагли и хидрати со друга храна која што исто така има висок гликемиски индекс. Левот да биде значително редуциран, значи меѓу оброците е дозволено да се земе некакво сезонско овошје, било какво, значи во не многу големи количини. Зеленчук воопшто не е забранет кај диабетичарите, значи па и можат да го консумираат во неограничени количини. Пак ќе напоменам, многу е битно правилниот распоред на исхраната, инаку не е воопшто ништо забрането кај диабетичарите да се јаде. Така. Ги спомнавте и пушењето, тука се и дебелината, пешачењето. Еве уште еден апел до гледачите. Како да го заштитат шекерот во нормалните граници во крвта и што е она кое што во иднина треба да внимаваат? Значи, еден апел до сите пациенти. Пред се, кои оние пациенти кои што имаат граничен утринска гликемија, значи најчесто секој од нас прави понекогаш лабораториска анализа на крвта, доколку се види покачена утринска гликемија, задолжително да се консултираат со нивните матични лекари, па и со специјалисти, да се направат дополнителни испитувања, за да се потврди или отфрли диагнозата диабетес. Сега, кога станува збор за превенцијата, значи, за да се превенира диабетот, посебно кај ризичните групи на пациенти, што е препорачено. Светската здравствена организација препорачува, значи, да се намали телесната тежина. Најголем ризик за развој на диабет имат пациентите со голема телесна тежина. Значи, слабењето и физичката активност значително го намалуваат можноста пациентите да развијат диабет. Потоа, значи, храната, исто така како што кажав претходно, комбинацијата на храната која што содржи јагли, хидрати и она која што не содржи јагли, хидрати е многу битна кај овие пациенти. Пушењето исто така, значи да биде строго забрането, значи пациентите со диабетес воопшто да не пушат, редовно да се зима терапијата и најбитно можеби е да се прават редовни прегледи кај своите матични лекари или кај специјалистите кои што се бават со оваа проблематика, за навреме да се детектираат евентуалните компликации и да се соодветно третираат. Така. Доктор, јас ви благодарам на исцрпните одговори. Навистина посветивме значително внимание на сите оние кои што боледуваат од покачени вредности на шекер во крвта. Се надевам советите ќе бидат како и секогаш добро дојдени и уште еднаш да потсетиме за важноста на регулацијата во шекерот во крвта. Благодарам на поканата. Благодарам уште еднаш.
Овде кај завршуваме нашата емисија посветена токму на диабетичарите, бидејќи и светот го крева својот глас, па еве одлучивме и ние да ја посветиме оваа емисија токму на луѓето кои што имаат покачени вредности на шекер во крвта. Се гледаме наредната среда со нови гости и нова тема.